Понеделник, 15 декември 2025. Добра вечер во Дневникот на КТВ. Се реализира третата фаза од проектот за пробивање на улицата 25 мај, согласно програмата за комунална изградба за 2025 година. Во тек се градежни активности за изградба на потпорен зид неопходен за стабилност на теренот и безбедноста на околните објекти. Потпорниот зид се изведува со бетонски колови на длабочина од 5 метри, со видлив дел од околу 3,5 метри над нивото на теренот. Работите ги изведува компанијата Power Trade. Во Винскиот музеј во Кавадарци се одржа гурмански викенд. Добре дојдовте во Вински музеј и благодарам што денес сте дел од нашиот гурмански викенд. Настан посветен на вкусовите, традицијата и културното богатство на нашиот регион. Како директор на Винскиот музеј ми представува особена чест што повторно го отвораме овој простор за уживање, дружење и запознавање со најдоброто што го нуди Тиквешкиот крај. Нашата мисија е да ги негуваме винската култура и гастрономските вредности што со генерации се пренесуваат, а токму ваквите настани се можност тие да оживеат пред широка публика. Оваа година музејот доби нов лик преку два значајни проекти кои беа реализирани со поддршка од градоначалникот и Совет на општина Кавадарци и Министерството за култура. Прво, изработката на муралите, кои преку уметност ја пренесуваат приказната за нашата винска традиција и ја збогатуваат визуелната атмосфера на просторот. Второ, новата настрешница со осветлување, која овозможува подобри услови за одржување на настани, дегустации и прием на посетители во текот на целата година. Овие вложувања се доказ дека Винскиот музеј расте и се развива во вистинска насока. Денес ќе имаме прилика да вкусиме врвни вина, автентични локални специјалитети и креации од нашите готвачи на рестораните во нашиот град, кои со љубов и посветеност ја представуваат нашата кујна. Верувам дека секој од вас ќе пронајде нов омилен вкус, ќе научи нешто ново и ќе понесе убаво искуство од овој викенд. Голема благодарност упатувам до сите учесници, партнери, локални производители и ентузијасти кои ја поддржаа оваа манифестација. Вашата енергија и посветеност ни овозможуваат да создадеме традиција што расте од година во година. Ви посакувам убаво расположение, многу насмевки, вкусен залак и добра чаша вино. Нека ни е успешен овој гурмански викенд, да уживаме заедно. А љубители на добрата храна, љубители на доброто вино, значи Кавадарци изобилуваат со она што од Господ ни е дарено. Тоа е она што ние го имаме тука во срцето на Тиквешијата. Доброто вино, добрата ракија и добрата храна. Уживајте денеска во овој гурмански викенд, ве сакаме многу. Вински музеј продолжува со сите можни активности во целата година. Ве сакаме и на здравје нека ни е денот. Викендов беше реализирана и акција за пошумување организирана од Ротари клуб Кавадарци. Како председател на Ротари клуб Кавадарци, со големо задоволство ја истакнувам денешната акција за садење на медоносни дрвја, која е заедничка акција со сите ротари клубови од Република Македонија и денес се садат низ целата држава. Наша цел е јасна да придонесеме кон екологијата и кон подобрување на екосистемот, затоа што денес садиме медоносни дрвја од типот јасен и јавор. Во оваа насока ние обезбедивме како Ротари клуб 200 дрвја. 200 дрвја обезбеди шумското стопанство подружница Бор Кавадарци и 100 дрвца од земјоделско-шумарското училишен центар Ѓорче Петров Кавадарци. Во оваа насока истакнувам голема благодарност на сите оние кои што се приклучија кон акцијата за садење на дрва. Тоа е шумско стопанство Бор, земјоделско-шумарското училишен центар Кавадарци, јавното претпријатие Комуналец Кавадарци и секако посебна благодарност до локална самоуправа Кавадарци и до градоначалникот Митко Јанчев кои ни помогнаа во одредување на локацијата. Уште една со оваа акција докажавме дека заеднички, со мали заеднички чекори, можеме да постигнеме големи успеси во животната средина и во развојот на екосистемот.
Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска уверува дека трезорот не се затвора денеска и дека сите исплати ќе се реализираат редовно до крај на годината. Не сме го заклучиле трезорот, трезорот е отворен, не знам, ова прашање некако го следам денови, излегува многу од контрола, не можам да разберам. Навистина, поготово да доаѓа од опозицијата, која што наместо да се средува во своите собствени редови, а до вчера беа власти генерално знаат како функционира трезорот, да кажуваат дека ќе го заклучиме трезорот, трезорот работи, не можам да разберам што значи тоа. Друго е, рокот кој што сме го дале на сите институции да ги достават налозите до трезорските канцеларии. Тоа значи дека секоја една институција треба да ги достави до 15-ти, заради тоа што понатаму нели треба да се организираме, да може да се следи исплатата заклучно со 31 декември. Тука морам да напоменам неколку работи кои што не сум ги вовела јас како министер за финансии, туку постојат од минатото. Најпрво има упатство кое што во трезорот значи дека налозите во трезорот стојат по 15 дена додека се направат дополнителни проверки да се види дали се соодветни расходните ставки, од каде се влече програми, под програми и така натаму. Значи тоа е првиот дел, а знаете пред нова година секогаш се најголеми гужвите. Во однос на она што значи даночен календар, вие самите знаете дека данокот на добивка по даночен календар се собира до 10 во месецот, до 15 данокот на личен доход, до 25 треба да се пријават ДДВ пријавите и да се врши плаќањето на данокот на додадена вредност. И сега, ако знаеме како оди даночниот календар, како може ние да го затвориме трезоров на 15 да не функционираме? Значи, напротив, ние имаме приливи и си ги планираме така и одливите. Почеток на овој месец имаше коментари дека и пензиите нема да се исплатат на време, па вие гледате дека пензиите се исплатија на време. Значи, апсолутно сето она што стигнува во трезорот како налози се исплаќа навремено. Ниту има простор за паника, ниту не знам од каде се сите овие коментари, пак ќе речам, разбирам дека си имаат проблеми во рамки на опозицијата, меѓутоа нека се занимаваат со нивниот двор, затоа што знаете како во делот на исплатите вие денес може да зборувате се. Меѓутоа ќе помине, ќе дојде крајот на годината, ќе видите дека не е состојбата таква, дека се сервисира на време, сите обврски се плаќаат и после тоа сте креирале паника и нелагодност кај граѓаните, апсолутно непотребно. Крај на мигранти во Македонија се става ако се потпише резолуцијата на СДСМ, порача на денешната пресконференција портпаролката на СДСМ Богданка Кузевска. Со договорени имигранти за пари, ДПМН ја предаде Македонија, ја продаде за пари, за скапи кредити врз грбот на народот. Цела недела одбегнуваа да одговорат на нашите повици, одбегнуваа да ја потпишат резолуцијата во која што експлицитно стои дека нема да дозволиме да се носат мигранти. Наместо да застанат заедно со нас, поднесоа контрарезолуција. Контрапротести, контрарезолуција, лажни вести, закани со кривични пријави, исто како во времето на Никола Груевски. Со контрарезолуцијата ДПМН знам, го потврди она што СДСМ со денови го говори. Постои договор мигранти за пари. Државата, почитувани, е во тешка финансиска состојба. Дупката моментално е 1 милијарда евра. Трезорот се затвара пред време, доцнат исплати за породилно, доцнат исплати за социјална помош, на ДДВ, нема пари за плати и пензии. Но парите не и требаат на власта за граѓаните, туку за пумпање пари преку наместени тендери и бизниси. Сите ги видовме криминалните шеми. 161 тендер, 14,5 милиони евра само кај 2 фирми. Затоа договараат мигранти за пари и скапи кредити, што утре ќе ги враќаат младите и идните генерации. Затоа во контрарезолуцијата нема ниту една јасна одредба што забранува носење мигранти од Британија за пари. Има игра на зборови. Мигрантите ги кријат за термините како економски работници или нелегални мигранти. Ова, почитувани, е национално предавство. Владата на Христијан Мицкоски ја распродава иднината на Македонија. Ние заедно со граѓаните ќе ставиме крај на овие предавнички и криминални политики на ДПМН знам. Крај на предавството на Македонија, крај на корупцијата и криминалот, крај на тендерите за пумпање пари од граѓаните, крај на катастрофалните економски политики, крај на изолацијата. Доаѓа вашиот крај. Тоа граѓаните ќе ви го испорачат. Борбата за Македонија почна и нема да застане. Сите ќе одговарате.
ВМРО-ДПМН и коалиционите партнери поднесоа резолуција за осуда на манипулациите на опозицијата и за потврда на политиките против нелегалната миграција. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН, заедно со пратеници од коалицијата Вреди и Знам, ја поднесовме резолуцијата за осуда на манипулациите на опозицијата и за потврда на политиките против нелегалната миграција. Поширењето на лажни вести, невистини и манипулации од страна на СДСМ, ВМРО-ДПМН, како државотворна партија, подготви резолуција со која еднаш за секогаш ставаме точка на измислената тема на мигранти од страна на СДСМ. Дозволете ми да ви ги представам 9 точки од кои што се состои резолуцијата. Точка 1. Се осудува лажната кампања и манипулативното дејствување на опозицијските политички партии со кои во јавноста се пласираат невистини и инсинуации за наводно постоење договори, политики или активности поврзани со прифаќање мигранти или изградба на мигрантски кампови. 2. Се утврдува дека ниту било побарано, ниту е договорено, ниту ќе биде дозволено воспоставување мигрантски кампови, прифатни центри или трајни форми на сместување мигранти на територијата на општините во државата и дека таква активност не се и нема да бидат дел од владините политики. 3. Се констатира дека ваквите дезинформации се шират свесно и континуирано и покрај јасните и недвосмислени ставови на надлежните институции со цел создавање паника, нарушување на јавната стабилност и остварување краткорочни политички интереси на сметка на безбедноста и спокојот на граѓаните, што е спротивно со правилата на поредокот, меѓу кои и кривичниот законник, законот за прекршоците против јавниот ред и мир, како и законот за спречување и заштита од дискриминација. 4. Се отфрлуваат и се поништуваат сите аранжмани, одлуки и политики на поранешната влада на Зоран Заев, поврзани со создавање кампови за прием и нега на мигранти, кои беа спротивни на националните и државните интереси и ја изложуваа државата на безбедносни и општествени ризици. 5. Се потенцира дека меѓуетничките односи, стабилноста, толеранцијата и меѓусебното почитување се суштинска вредност на општеството и дека секое неодговорно политичко дејствување кое што може да ги наруши овие односи представува сериозна закана за општествената кохезија. 6. Се потврдува определбата за принципијална, одговорна и предвидлива надворешна политика, заснована на заштита на националните интереси и почитување на меѓународното право, при што ниту еден надворешен процес не смее да биде на штета на безбедноста и стабилноста на државата. 7. Се повикуваат сите политички субјекти и јавните чинители на одговорност во јавниот говор, почитување на фактите и воздржување од ширење лаги и манипулации кои можат да предизвикаат општествени тензии и да го нарушат јавниот ред и мир. 8. Се утврдува дека со оваа резолуција се става крај на сите шпекулации, дезинформации и лажни сценарија поврзани со наводно прифаќање мигранти или изградба на кампови и се воспоставува јасна, недвосмислена и непроменлива државна политика против нелегалната миграција. 9. Оваа резолуција стапува во сила со денот на нејзиното донесување и ќе биде објавена во службен весник. И уште еднаш сакаме да потенцираме дека со оваа резолуција потврдуваме дека владата и собранието никогаш нема да дозволат да се преговара за мигранти. Граѓаните да бидат спокојни, ВМРО-ДПМН се грижи за безбедноста на народот. Антикорупцијскиот тим на СДСМ поднесе пријава до Државната комисија за спречување корупција, бараат да се испита потеклото на парите на Томовски и донациите во ДПМН. Антикорупцијскиот тим на СДСМ денеска поднесува официјална пријава до Државната комисија за спречување корупција околу случајот на Сити Аутосорсинг.
Фирма која добила 161 тендер вредни 9 милиони евра, а само годинава заработила речиси половина милион евра, фирма со семејни врски Нивица Томовски, актуелниот директор на СОЗР со оваа фирма. ДКСК минатата недела отвори предмет за овој случај, но нема да дозволиме тоа да биде само уште еден случај во кој се перат функционерите на ДПМН. Ова пријава ја поднесуваме ДКСК темелно да ги испита дотациите на Томовски кон ДПМН, кои во неколку наврати надминуваат сума од 800.000 денари. Какво е потеклото на парите кои Томовски ги донира на ДПМН? Дали донираните пари се поврзани со оваа фирма? И веќе кога Томовски се оградува и негира поврзаност со било каква фирма и приватен бизнис, откаде тогаш е потеклото на парите кои ги донира Томовски? Откаде има некои 800.000 денари да ги донира? Отплата ли? ДКСК треба да истражи и да даде одговор на овие прашања. Граѓаните се заситени од празна реторика на институциите и предмети кои користат за да се исперат функционерите на ДПМН од одговорност. А одговорност ки има за секој инволвиран во криминал и корупција. Работата не е завршена. Продолжуваме со информациите од спортот. ГРК Тиквеш со пресврт стигна до победа над Еврофарм Пелистер 2 со резултат 27-26 во дербито на колото. Охрид приреди огромно изненадување и го совлада актуелниот шампион Еврофарм Пелистер. Викендов се одигра над преварите од редовното 17-то коло, предпоследно за оваа календарска година. Алкалоид имаше лесен тренинг во дуелот со Куманово и славеше со убедливи 42-25. Во скопската пресметка, Пролет на домашен терен загуби од Бутел со 23-26 и се оддалечи од местата кои водат во плей-офот. Вардар доминантно го доби дуелот со Радовиш со резултат 40-26. Во дербито на колото, Охрид направи големо изненадување, откако во својата сала го совлада актуелниот шампион Еврофарм Пелистер со 29-25 и му направи услуга на Вардар во борба за титулата. Струга на домашен терен загуби од Прилеп со 25-33, а мощно и интересно беше во Кавадарци, каде Тиквеш го пречека тимот на Еврофарм Пелистер 2. Битолчани водеа речиси во целиот надпревар, но во последните 10 минути кавадарчани стегна и притисна, направија резултатски пресрт и на крај славеа со минимални 27-26. Кошаркарите на Тиквеш Голден Игала со катастрофална игра загубија од Пелистер со 76-99. Пробаскет направи пријатно изненадување откако со 75-76 славеше на гостувањето кај Бадел. Десетото коло во машката кошаркарска Суперлига донесе многу интересни дуели. Чаир го искористи домашниот терен и славеше убедливо против Ангели со 103-79. Гостивар парираше колку можеше на лидерот ТФТ, кој на крај сепак славеше со 83-93. Во Кавадарци, Тиквеш Голден Игл одигра со фаворизираниот Пелистер, а кавадарчани самите се виновни за поразот од 76-99. Во мини дербито во Гевгелија, Кожув го надигра Куманово и славеше со 100-92. Маđари во борбата за престиж го совлада тесно Феникс со 85-80, а во вечното дерби работнички не можеше да му се спротивстави на МЗТ и загуби со 72-90. Кај девојките на програмата беа средбите од 8-то коло. Во дербито на колото Бадел го пречека тимот на Пробаскет. Кавадарчанки поведоа со 0-2, но потоа примија 21 кош во серија и мораа добро да се намачат за да ја анулираат таа предност. Во финишот Пробаскет со многу подисциплинирана игра стигна до минимална победа од 75-76. Крива Паланка немаше никакви проблеми на гостувањето во Делчево кај Патриот и славеше со 53-103. Шампионот Баскет Кам
исто така лесно стигна до победата против МЗТ со 64-45, исто како и Вардар, кој од гостувањето во Неготино кај екипата на Спорттим се врати со убедлива победа од 54-84. Времето утре, во утринските и предпладневните часови по одделни котлини ќе има појава на магла. Во текот на денот, времето ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб променлив ветер, а температурата во интервал од -5 до 9 степени. Тоа беа содржините во дневникот, имајте пријатна вечер.